Иво Андрич е повеќе од книжевник, не само поради успешната дипломатска кариера што ја имаше, туку и поради значењето што и денес го има на овие простори. Со неговите дела растеа генерации, а земјите од поранешна Југославија ги промовираше во светот како ретко кој. Истовремено е и омилен, и омразен, и контроверзен, а можеби највеќе од се несватен. Андрич е повод и за бројни расправи. Од која националност е? Дали бил србин или хрват? Настрана од сето тоа, Андрич за себе остави нешто што засекогаш е над сите дискусии – Нобеловата награда за литература. Роден е во селото Долацка и Травник, Босна и Херцеговина, во сиромашно кујунџиско семејство. Поради тешката финансиска ситуација, за него се грижала тетка му во Вишеград. Во Сарајево завршил гимназија каде ги развил своите книжевни таленти, но и политички аспирации, па се приклучил на националното движење Млада Босна. Бил и првиот председател на Српско-хрватската напредна организација, млада група која се залагала за братство и единство. Набргу станале цел на српските и хрватските националисти, но и на австриската полиција, откако Иво држал говори на протести на кои присуствувале стотина демонстранти. Повторувал една година гимназија поради математика, а привремено ја изгубил и стипендијата. Тогаш Андрич покажал интерес за книжевност и јазици, доминирајќи во латински, грчки и германски. Покрај светските класици особено ги почитувал полските и југословенските писатели, а преведувал и дела на странски писатели. Студирал во Загреб, Виена и на крај во Краков, каде се продлабочила неговата љубов кон Полска. Таму почнал да издава поезија. По Сараевскиот атентат Андрич, чувствувајќи се должен, се вратил дома. Поради врските со Млада Босна осомничен е и уапсен во Хрватска, каде поминал 9 месеци во затвор пишувајќи поезија. А по притворот во Зеница добил општа амнестија и почнал да работи за весникот Книжевен југ. По формирањето на кралството СХС го продолжил политичкиот активизам, критикувајќи ги првите знаци на неслога и национализам во текстот "Неповиканите нека молчат". Проблемите со туберкулозата го следеа ни животот, како и целото негово семејство. Сепак тоа му помогнало да избегне мобилизација во Првата светска војна, поминувајќи го времето во болници каде запознал многу политички дисиденти. По војната поранешниот професор Ала Уповиќ го вработил во Министерството за религија во Белград. Избран е за амбасадор во Ватикан, што бил почеток на неговата дипломатска кариера, која го водела од конзулатот на кралството на СХС во Букурешт преку Трст, Грац, Марсеј, Париз, Мадрид до Женева. Министерството за надворешни работи од 1923 година барало конзулите да имаат докторат, што ја успорило дипломатската кариера на Андрич. Сепак наредната година ја одбранил докторската теза под називот "Развој на духовниот живот во Босна под влијание на турското владење". Истовремено напредувала и книжевната кариера на Андрич, а поезија и проза објавувал во Српскиот книжевен гласник. Во тој период ги стврдил елементите на хрватскиот јазик од својот стил и почнал да пишува на екавица. Како истакнат југословен, одбил неговите песни да се издаваат во антологијата на поновата хрватска лирика, поради забелешката дека поетите блиски до него се исклучени поради потеклото или религијата. Примене во Српската академија на науките и уметностите и станал уредник на Српскиот книжевен гласник. Андрич станал југословенски амбасадор во Германија во веројатно најлошиот можен момент, 1939 година, пред самиот почеток на Втората светска војна. По инвазијата на Полска се обидувал да ослободи многу книжевници и научници од логорите, додека владата во Белград зад негов грб и против негова волја го потпишала Тројниот пакт. По ова дал оставка и се вратил во окупираниот Белград, одбивајќи ја понудата на германските власти да се пресели во неутрална Швајцарија. Се пензионира во Белград, но како и Тројниот пакт и шемата за Швајцарија, ја одбил и пензијата. Во периодот на окупација живеел под кирија, ја пишувал травничка хроника и го завршил своето непознато дело Мостот на Дрина. Станал и член на Комунистичката партија на Југославија и прв го потпишал Новосадскиот договор за српско-хрватски книжевен јазик. На возраст од 66 години се ожени со Милица Бабич, прва професионална костимографка во Југославија. Во 1961 година ја доби Нобеловата награда за романот Мостот на Дрина, поради епската сила со која ги обликувал мотивите и судбините од историјата на својата земја. Во трката за наградата ги победи славните писатели Толкин, Роберт Фрост и Џон Стајнбек.
Парите од наградата, околу 30 милиони тогашни динари, ги донирал за купување книги за босанско-херцеговските библиотеки. Будењето на желбата за читање и развивањето љубов кон книгите кај народот му била важна мисија. Во своите дела на неверојатен начин го отсликал специфичното време и луѓето, кои многу други писатели го препуштиле на заборавот. Веројатно е дека понекогаш измислените приказните настанати во имагинацијата, посликовито и со повеќе емоции можат да го доловат времето, местото и луѓето. Инспириран од своите искуства и преданија, Андрич фасцинантните периоди на својата земја ги направил бесмртни. И ден денес ни дава прозорец во психата на босанскиот народ низ историјата.